адолесценцијата сама по себе е критичен период, што се зголемува уште повеќе ризикот за употреба на супстанци, вклучувајќи тука дрога, алкохол и електронски цигари. Значи, тука во адолесценција мозокот се развива, особено се развива системот за самоконтрола и емоционална регулација, што дополнително може да го зголеми ризикот од ризични навики, како што спомнавте. Тука влегуваат и електронските цигари, обичните цигари, алкохол и дрога. Се што Запад доаѓа тука, може да го искористиме, бидејќи доаѓа со малку каснење, може да ги искористиме нивните практики, нивните искуства во тоа да ги примениме и нивните законски регулативи кои веќе ги има дојсно за да се соборат со тоа. Кај нас за жал и со тоа каснеме, па затоа мислам дека е подобро да ги прифаќаме и тие практики, да ги сите споделени искуства кои помогнале во Европската унија, што се покажале ефективни за намалување на употребата на овие супстанции, треба да ги применуваме овде што почесто. За мене најдобар простор и од кај треба да зрачи тоа е образованието. Значи, од таму да тргне, да влезе во семејствата, али за тоа би дошле покасно во таа превенција и на крајот околу овој воведот, според мене превенцијата најдобро доколку се фокусира на факторите на ризик. Да се откриат кои се тие фактори на ризик кои доведуваат до овој рапиден пораст, што колешката каже дека еве и кај нив сега се соочува со проблемот, односно констатацијата нивна како што забележав, е дека тој рапиден пораст, односно според мене била и се уште се намалува старосната група на малолетници